Повеќе од 2 години администрацијата на Бајден на јужната граница на САД ја имаше политиката од времето на Трамп, позната како одредба 42, која им служи на САД брзо да ги протираат мигрантите во нивната земја на потекло или мексиканските погранични градови. На 1 април 2022 година владата на САД објави дека оваа политика ќе заврши на 23 мај истата година, давајќи им време на американските власти да се подготват за, како што очекуваа, зголемување на пристигнувањето на мигранти на границата меѓу САД и Мексико. Некои демократи поддржуваат да се стави крај на оваа политика, но републиканците се против одлуката да се стави крај на одредбата 42. Повтор, што е одредбата 42? Кога велиме одредба 42, она на што всушност се повикуваме е наредба издадена од директорката на Центрите за контрола и превенција на болести. И таа наредба на Центарот им даде овластување на агенциите за спроведување на границата да ги отстранат мигрантите кои преминуваат во САД, вклучително и оние кои се надеваат дека ќе поднесат барање за азил, што е нивно право според американското право и меѓународниот договор. Тоа конкретно е насочено кон имигранти на границата меѓу САД и Мексико кои немаат документи. Откако одредбата 42 се имплементираше на границата меѓу САД и Мексико, имигрантите кои се соочија со службениците на граничната патрула беа вратени назад во Мексико за неколку часа или назад во нивната матична земја во рок од неколку дена, без никакви правни последици за оние кои се обидоа да преминат помеѓу влезните пристаништа. Тие исто така беа блокирани за да бараат азил. Ако тие беа обработени според Законот за имиграција, ќе имаше последица што ќе им го отежне легалното враќање според Законот за имиграција. Така со користењето на одредбата 42 немаше никакви последици, затоа што она што го видовме е дека многу имигранти, особено мексиканците, кои беа протерани назад во Мексико, едноставно ќе се обидат повторно. Според податоците на царината и граничната патрула на САД, одредбата 42 се користи во повеќето од проценетите 2 милиони протерувања на мигранти од Бразил, Централна Америка, Хаити, Мексико и Колумбија од март 2020 година. Има повеќе мигранти отколку реалниот број што ја минуваат границата, бидејќи многуме напоминуваат неколку пати во еден месец. Во март американските гранични службеници регистрирале 162.317 мигранти. Од нив 87.661 се протерани. Околу 23% од нив се обиделе да преминат границата повеќе од еднаш. Федералниот закон им дозволува на луѓето од други земји да бараат азил во САД ако дома бидат прогонувани. Тие мора да бидат присутни во САД и да докажат страф од гонење по една од 5 основи: раса, религија, националност, политичко мислење или членство во одредена општествена класа. По 11 мај американските погранични власти очекуваат повеќе пристигнување на јужната граница, но додадоа дека оние што немаат правна основа за да останат во САД ќе бидат отстранети. Едноставно, ќе се вратиме на обработката на сите соочувања на границата како што секогаш ги имаме според одредбата 8, кој е орган за имиграција, што од секогаш бил на сила во текот на историјата на царината и граничната заштита на САД. Но на крајот, ако некој се обидува да влезе без законско властување и нема правна основа да остане, тој ќе биде во постапка за отстранување. Одредбата 8 значи дека ако мигрантот ја помине веродостојната проверка од страна на службеникот за азил, тога случајот се патува до судот за имиграција, каде што мигрантот може да поднесе барање за азил како одбрана за да не биде депортиран. Ако не ја помине првичната проверка или е одбиен во судот за имиграција, апликантот ќе биде отстранет. Ако се обиде да се врати без документи, казните може да бидат повисоки, како на пример според кривичното право, и да нема веќе можност да аплицира за каква било легална имиграцијска виза во иднина.